Драги мои, добро вечер. Уште едно издание на Јади Бурек во 2023. Да, во живо сме, се чувствуваме малку така чудно. Нема да навлегуваме зошто и како. Се надам дека ве наоѓам во добро здравје во овие денови на искушенија, но и за тоа нема да отвараме уста, а уште помалку и со телефони. Но ке овој период малку повеќе се подготвуваме како за нова сезона, како за нова декада, иако е веќе 23-та декадата оваа почина, но за Јади Бурек малку потешко влеговме во новата декада, така да ќе обележиме наскоро со нова шпица, нова музика, ново лого и така. Добро. Сега малку се занимавам повеќе со археологија. Имено, интересно, и самава шпица која погледнете, почнува од оние најобични телевизорчиња кои се поголеми со катодна цевка, да на крај завршуваме со LED, LCD, LED, QLED, секакви телевизори. И емисијава влегува во својата 22 година на екзистенцијата. Да. 22. Она што е интересно, еден од главните обележја на емисијата, дека која ќе почнеше, водителот беше динамичен. А сега е нешто. Ко успорен филм. Ведај се годините, а и заваѓањето, а да не зборам и сармите. Туку, трейдмарк на емисијата беше горната камера. Нормално, сега е исклучена, толку малку ја користиме, но стои овде, ми испочитува од телевизијата, ставивме камера за од време на време, кога ќе имаме, од време на време, велам, кога ќе имаме некоја содржина, која треба убаво да се покаже, бидејќи камерите обично доаѓаат под некој агол, па ќе дојде од позади. Ова обична хендикем камера со далечинско од озгора, под прав агол може да даде баш убаво на нешто аналогно, кој ќе се извади, например, некој вестник или некој магазин, кој се денеска повеќе Смитсонијан артефакт, тоа што реално некој што купува. Ние денеска нашиот телевизор го носиме со себе, вестите ги читаме преку него, комуницираме преку него и тоа е прекрасно. Никогаш подобро и не би го менувал мобилниот телефон за никаков вестник, но вестниците доскоро беа на вистина нешто што беше нашиот интернет. Така читавме вести, гледавме што е можно побрзо. Вестниците излегуваа негдека помеѓу 20 и 22 часот. Кој побрзо излезе од печат, тој повеќе има шанса за поголем тираж. Тогаш немаше кликбейтови, но имаше тиражи кои се распродаваа, неколку раскрсници беа клучни, а да бидеш колпортер, па сериозно, добра кариера можеш и да се заработи по нешто. Не се. Вчера ви пуштивме една емисија, морам да ви се извинам, требаше емисијата да се продолжи со документарниот филм, моја грешка е. Значи, после разговорот со Джейсон Мико, со кого разговаравме за документарецот Името е име, кој ние и го имаме, и овде сум го пуштил многу пати. Ја не знам како можев да направам таков превити кикс, емисијата да не ни погледнав дека трае помалку од 60 минути, а требаше да трае фул тајм, затоа што заедно со филмот Името е име, во кој продуцент е Джейсон Мико, и одлична реминисценција ќе беше, но судејки според изостанокот од коментари, очигледно дека и гледаноста била прилично слаба. Ви реков дека во моментов, според она што моите колеги
раководството овде. Ја не сум вработен, така да ги добивам само информациите, не сум ин во системот на телевизијава, иако е мала, нели, ама не сум вработен, но само тука ја реализирам емисијава. Ми рекоа дека сега покрај телекабел има проблем со емитувањето и со T-Home, така што некако полека згаснуваме од сите страни. Колку што видов вчера и стримот не функционираше, а ја и престанав да стримам. Не стримаме денеска, така? Стримаме? Не. Добро. Како што предпоставував. Така да, не знам, некоја анемија не фаќа, недостаток на црвени крвни зрнца, бога ми и железо. Каква е ситуацијава. Но она што се надеваме што после емисијата која ќе ја ставиме на YouTube, а и тоа го заборавивме вчерашната, едвај, има многу повеќе гледаност, нели, бидејќи луѓето некако се одучуваат во термин да застанат, да гледаат, да комуницираат директно, лајф и така натаму, освен за светско првенство во фудбал. Добро, ќе се прилагодуваме и ќе видиме доколку ќе издржиме. На крајот на краиштата, ние сме диносауруси на пат кон изумирање, иако моите колеги имаат светла иднина, се млади и допрва ги очекува, но медиумите, телевизиите, тоа е... Ќе видиме. Зависно е каква е волјата и колку е нивото на корупција. Ако некоја телевизија е премногу корумпирана, полека згаснува, исчезнува, испарува и станува небитна, ако има некоја идеја, таа обстанува ради идејата, не заради парите и така натаму. Бидејќи ова е можеби еден од најскапите луксузи кои постојат во светот. Ова е време пред големата криза, кога реклами имаше со лопати да се ринат, приходите на телевизиите беа огромни, морам да признам и моите приходи беа тогаш огромни, благодарејќи на огромниот број на реклами. А рекламите си беа приватни, луѓето сами се јавуваа да се рекламираат, затоа што имаше и ефект. Сега не им треба, си има Facebook, си има YouTube, си има други Instagram, така што ни јади бурека, ни друга телевизија не му треба. И сега, кога ќе ги видите на други телевизии, тоа е по партиска наредба, да знаете. Никој нормален не се рекламира по телевизии, освен ако некој не крене телефон, бидејќи маркетинг агенциите така и работат. Нема таму, мислам, приказни за мали деца. Тоа е пушти кај мојов и така натаму се покрива, затоа што партиите уште веруваат дека имаат медиумско влијание, барем кај одреден дел од популацијата. Ова е време кога веќе згаснуваат и пораките. Ја не можам да најдам некоја... Пазете, кога почна снимањето емисија беше, како да ви кажам, тоа... Прво CD снимач треба да имаш, па тоа да се снима, па трошоци големи биле, а хард диск па да не зборуваме, за YouTube беше многу ограничено, а емисијава од 2001. Така што тие емисии кога имаше по, да речем, неколку стотици пораки со енормни цени, едноставно неколку нивоа на комуникација беше многу возбудливо. Ова е период од архива, ова се емисии кога Скопје, државата, буквално се испразнуваше. Значи, ова е у време на диктатура и режим, кога сите имавте редовни, високи, доволни плати, кога во јули месец во државата немаше живо пиле. Бидејќи сите беа во Грција, особено во Турција, па да не збориме и за на Јадранот, па уште и расправи кај треба да се иде и така натаму, за разлика од овие неколку години каде што си дремете дома, каде што нема дочеци, каде што не можете многу работи да си дозволите, но важно
нели, излегуваме на балкон да аплаудираме на нашите неимари кои не доведоа на ова дереđа, ама важно се нашите, да не се нивните. Оти подобро да сме у лошо со нашите, одошто да сме у добро со нивните. Ова е време кога на сите им беше добро, кога сите имаа добри плати и кога преку лето градов пустелија стануваше. Тоа е, знаете, диктатура, режим, луѓето бегаа по 15-20 дена у Грција, па у Охрид, па пак у Грција, па у Албанија, па у Турција, неколку пати идење на одмор само да се побегне од тука. Карикирам нормално. Така што малце на мускули, малку со едно, друго, трето, ги теравме овие емисии. Ја малку потемен во косата, ама малку поширок во струкот. Со некои луѓе кои повеќе и ги нема, многумина не ја следат оваа телевизија, има многумина кои ќе ме прашат, не те гледам, ја нема телевизијата и така натаму. Знаете дека ТВ Сонце е политички неподобна за повеќето трансмитери и тоа си останува како факт. Но, бидејќи не работиме комерцијално, мене ми импонира во овој период од мојата екзистенција со емисијава. Дали имам уште едно, две или три кречења, варосувања, колку ме чекаат до крајот, не знам, зависно од тоа на колку години варосуваме. Така што, мене ми е задоволство што ги наоѓам полека по интернет, по YouTube, ги вадам овие емисии, на некој ги ставил на некој канал кај што нула гледаност, никој не ги видел, никој не ги преземал. И така малце е мачно, ама ете ги наоѓаме и еве уживајте, можеби ќе ве потсети на некое време. Доста интересно што многу од тие актуелни муабети се остваруваат после 15 години. Јади Бурек во едно дамнешно време, еден дамнешен ментален склоп, која сигурно су бил ептен по будала. Гледајте. И, драги мои, добро вечер. Добре дојдовте во ова издание на Јади Бурек на наша ТВ. Бидејќи, нели, јас, како и сите нормални новинари, еднаш, два пати месечно правам емисија, зошто би повеќе, нели? Ви посакувам пријатна вечер со содржините кои ги подготвивме за вас, мачејки се и потејки се. Додуша, за некого ова што го правиме и нам ни онака држ си го мара гајтанот, за некого е препотување, особено кога треба да се кликне со маусот. Не, сигурно нема да идеме вечерва со Рајка полицајка, но затоа можеме да отидеме до музеот за восочни фигури некаде somewhere in America. И тешката будала Ози Осборн. Да, ете, видовме еден интересен прилог кој ни доаѓа од Соединетите Американски држави, кој се нашиот докажен пријател, нели, впрочем, нели, како такво, суштествено, апликативно, конвергентно и дивергентно. Конјугативно, сега ќе се префрлиме малце на мојот блог, па да погледнеме неколку интересни содржини кои можат да ви ја разубават вечерта. Барем, нели, ние така се надеваме. Вака. Светот сега врие заради она што израелските командоси го направија и протести против израелската држава насекаде во светот. Тепање, пукање, пцуење, повикување на џихад и на слични работи, мене не ми се допаѓа. Но, мене ми се допаѓа кога војната е со уметност, кога војната е со музика, кога пораката политичка се испраќа преку лирикс. Се работи за еден шпански бенд, се вика Интифада, и ова е нивниот придонес за борба на палестинците, за нивните, нели,
за што они се борат слободни територии, своја држава и слично. Погледнете го како тоа жестоко и добро се бара. Да ова е војна, јас ќе бидам првоборец. Ова го поддржувам. Ова ми се допаѓа. Вака треба. La diferencia entre una guerra de ocupación y una guerra de liberación, o por lo menos salir a la calle a defender lo que es tuyo, está en Palestina. ¡A la Intifada! Истрчај со пушка ќе добиеш снајпер, куршум у чело. Мислам, ако се бориш против Мосад, брат, нема шанси. Па дај не се зеза, или против израелска армија, со што ќе идеш? Со тенк? Ке те снема бе прашина, па ти после буни се и така натаму. Ама против ова што ќе извадиш? Ајде да те видам. Можеш подобро ска. Бољи албум. Ме разбираш? Ме сваќаш? Сега, Израел сака да си ја докаже својата теза. Нека вложи наместо во оружје, нека вложи во бендови. Да, на Евровизија. Стварно, зашо Израел е на Евровизија, а Палестина не?
Либан, зашто не е у Евровизија? Мислам, сакам да е Израел, супер ми е. Немам против ни палестинската, ни еврејската држава и така натаму. Туку ало, шеве, ало, али какви кленови се моја гутаме. Нема везе. Да пуштам нешто, например, политичка борба. Денеска, нели, често пати еве се слуша говор на омраза, тандара бандара, знаете Шербетлијава само плаче, говор на омраза, Миленко вако, Миленко кажа дека не знаеме да читаме. Мислам, дај, смешно е, против еден човек интифада тргнаа цела. Миленко не треба да се бори така. Знај, мене ме рчка, ме турија. И сега шо, ја да зборам да кажам, не, земаш, наоѓаш едно песниче, го пушташ и они кажуваат све место тебе. Можеш само на крај аплауз да добиеш. Mene ljubav kupuje, treba samo malo volje da se čovek raduje. Jako srce, dobra duša, niko drugi da se sluša. Stara ljubav i zaosta, svega nam je vala dosta. Nemoj reći da se plašiš, ko se plaši propada. Ako svoju sreću tražiš, ona s neba ne pada. Moraš ti po nju da dođeš, no do toga sam da prođeš. Soba nam je odključana, bit će nama bolji dana. Mala, 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 grupa pedera, dugo nam je mala smetala. Уште еднаш да изразам благодарноста затоа што бев прогласен за хомофоб од страна на Нормално. Mala mi je da, soba nam je mala, ali kuća velika. Ja sam srećan što postoji, mene ljubav kupuje. Treba samo malo volje da se čovjek raduje. Jako srce, dobra duša, niko drugi da se sluša. Stara ljubav i zaosta, svega nam je vala dosta. Mala, 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 grupa pedera, dugo nam je mala smetala. Mala, 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 mala mi je da, soba nam je mala, ali kuća velika. Mala, 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 grupa pedera, dugo nam je mala smetala. Mala, 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 mala mi je da, soba nam je mala, ali kuća velika. Слушај, дај ми ја ова. Да бе у Брисел, таа што се плескаше со... Да, дај ми ја. Доци! Кај си мачанто една? Слушај, а имаш жити се, 50 евра ќе ти дам, застани со микрофон таму негде ка Брисел негде, кај е, и кажи, што да кажеш, сток ми нешто што ти е гајле, ќе дајме прилог, ова, говор на омраза против Јанко. Да бе, да. 50 евра бе, пиешće од мене имаш, знаеш. Као што сум ти давал увек за... Доци? Доци, како ти оди? Да, браво. Има работа, има, Браво. Пази да не закачиш нешто. Ајде, одма ти го пуштам прилогот. Одма, чим стигне. Океј, продолжуваме понатаму со емисијата, одиме да видиме следните содржини кои можат да не облагородат како луѓе, како суштества, како... Што ја знам? Еве да видиме, например, што се случува во Турција. И сега ќе кажете протести против израелската држава, ово, она, ваму, таму, загриженост за случувањата што беа таму, ово, она, ти реков, ми рече,
Pa do nekada ste vo pravo, da, to je така. Но во Турција се случуваат и некои други работи. Например, Америка има талент, Австралија има талент, Боби Андонов, нели, нешто после Сузан Бойл. И да видиме што имаат турците да ни понудат како супер талент. Ама Типов дефинитивно, ако некој треба да ја снима новото продолжение или реинкарнацијата на Полициска академија, тоа треба да бидат турците. Зошто? Веднаш ќе чуете. Çıkarıyormuş, onu bir göreceğiz. Burada gördüğümüz motorların ve görmediğimiz arabaların seslerini çıkarabiliyor musun Fevzi? Çıkarıyorum На abi. царина да го Mesela neler проткнеме var? шлеперот. Mesela Suzuki var, binlik Suzuki. Yamaha 115 var. Ben ne anlayacağım onun binlik olduğunu, sen çıkar. Suzuki var, motor. Tamam. Yamaha var. Прилогов е малку подолг. Traktör var. Traktör. Сега набројува типот што све може да Mitsubishi имитира var, со глас. Şey var. Transit var. Suzuki, traktör. Şahin var, manifoldlu Şahin. Vallahi mı? Evet. Su Peki- motoru var. Bir mesela transitten başlasak olur mu? Olur. Tamam. Bu transit. Bu transit. Traktör alalım bir de. Bu da traktör. Ara gaz da çekiyor. Evet. А, како му влече? Allah Allah. Peki Suzuki'ye geçsek binlik miydi? Evet, binlik. Турира на високи обртаи. Ya. En son 500'lüğünü duymuştum. Peki başka ne vardı? Yamaha mı? Şahin. Şahin. Manifoldlu Bir Şahin. dakika dur, Şahin burada var. Onu Evet. ayrı bir test ederiz. Olmayanları bir duyalım. Yamaha 115. Burada olmayan. Ямара хмдеш. Роси, Валентино Роси еве го. Otobandan geçişiydi bu. Bu da Suzuki'nin otobandan geçişi. Сузукидан победа. Peki şimdi şurada bir Suzuki var. O kaçtık abi? Binlik, bir sesini bir duyabilir miyiz? Şöyle değil. Dur. Bak sese bak. Сега да прво да го чуеш како стварно звучи. Тоа е оригиналот, Şimdi bir de Fevzi'den а еве duyalım. сега како звучи он. Aynı ya. Rolantisi bile tutuyor ha. Abi manifoldlu değil mi bu Şahin? Bir çalıştırabilir miyiz? Schon mal nach 20 Sekunden vor. 80 Liter nachgetankt. Tamam da hani motorun çalışma sesini de alalım. 3, 4. Bu da manifoldlusuydu. Şimdi istop edelim abi. Фрли го микрофонот. Aynı ya, rolantileri bile tutuyor harbiden. Gel abi bir de. Bu neydi abi? Bu kaçlıktı abi? 1000 cc. 1000 cc. Bir çalıştıralım abi. Tabii. Şeyden kaçırma. Bak bak. Bu markada var mı sende? Var. Peki onu alalım. Ама го кине, еј! Bunun da rolantisi tuttu değil mi? Peki Fevzi, motora kuş kaçma durumu oluyor mu? Yok olmuyor abi. Su motoru var bir de. Su motoru. Ana! Fevzi kaç yaşında bunu fark ettin? 10 yaşından beri var abi. 10 yaşından Evet. beri motorlarla uğraşıyorum diyorsun ha. Sadece peki başka ne sesler var? Başka lastik havasını indiriyor. Vallahi mi? Evet. Bir indirsene şimdi. Не му издиша гумата, он прави. Çok iyi ya. Başka? Başka bir de sprey var. Sprey ne yapıyorsun onu? Allah canım. Ödüm koptu. Peki bu yani sende
Hastalık seviyesinde mi yoksa böyle merakından mı? Ben bu sesleri Hastalık çıkarım. oldu. Motor Hastalık. sevgisi. Motor hastalığı var bende. Allah Allah. Evet. Motor sevgisi var. Zaten ustamın da motoru var. Onunla öyle takılıyorum Evet, ha. diyorsun. Baktım ki motora binemiyorum. Gece evde kendi kendime. Yani evde anne baba bir laf ediyor mu oğlum gene motorla oynama abi. Bir şey demiyorlar. Vallahi mi? Yok. Peki okulda falan ya da kapalı bir alanda kimsenin Okulda- beklemediği bir alanda hiç. Okulda küçükken yapıyordum. O zaman Çocuklar tabii araba mobiletler bindirip falan var. gezdirirdi. Ne bir de milleti alıp taşıyor muydun arkada? Hadi bir gezdirsene beni. Gezdireyim. Hadi ne dedim? Manifoldlu Şahin'le. Evet şimdi hadi gezelim bakalım. Şahin'le geziyoruz. Mnogo muhabeti, Açıl ne znam abicim što şöyle, zvorati. Açıl. Biz Şahin'le geziyoruz. Da го видам Шизикот Трабант дали знае. Што се смеете? Ајде да ве чујам. Трабант ти е, како ти кажам, рингфон бе. Ајде уклучите мобилните, еве ви рингфон за Трабант. Та-та-та-та-та-та-та-та, а-не-не-не-не-не-не-не-не. Тан-тран, тан-тан-тан, тан-тран, тран-тран, тан-тан-тран, тран-тран, тран. А-не-не-не-не-не. А-та-та-та-та-та-та-та-та. Тан-таран-таран-таран, тан-тан-таран-таран. Го препознавте дека е Трабант? Трабант? Не чуле за Трабант Турција. Слушај, што е финтава у целиот овој прилог? Нели имаше околу 5-6 мажи. Дали приметивте нешто на ова, На ова? На компјутерот? На компјутерот? Што е, нема слика? Не приметивте. Ниеден немаше мустаќ. Ја мислам дека ова некоја превара. Турци без мустајки. Нешто чудно се дешава во државата Турска. Чок джузел. Чекај, имаме и други работи. Ќе видиме сега. Што имаме? Ова беше туркишлар. Чекај да видиме што имаме сега овдека, нешто убаво да го најдеме. Ова е добро. Илија ме избомбардирал со... Ме има избомбардирано со некои клипци ваму таму. И ова е новото популарно куче. Најверојатно дека ќе го пратат за Грција на протести. Сте виделе кучиња што бркаат коли? Ово е успешен. Нели трча покрај тебе поминеш? Анархисти веќе го обожаваат Џукацов. Според тоа колку сватив Америка е, а како изгледа, као да е снимено кај нас у Свирипичино. Ама нема врска, колите единствено се разликува. Гледате го прилогов. Не им е лесно ни на американската полиција. Некој крајолик кој може да е слободно, еве, не знам, Сарај. Но по колите, нели, сосема поинаков атмосфера. Но, еве, доаѓа полицијата, колите кај нив се опремени со видеокамери, се снимаат што се случува по пат. Еве, доаѓаат на повик на нивниот колега кој има мал проблем со оваа џукела. Море му иде да го гази. Не, брат. Oh, keep your car still, man. Да. Кучево е бетер инат него Алфи која ќе те спобркаат.
Ни свирка, брат, ништо не пали. Дојдо и другарите. Дојдо другите љангури. А ова е позната врста. Скопски гонич контейнера. А не смеат да излезат, цвикаат, гледаш. Не, има поента. Еве поентата. Му го откорна. И си побегна. Каде ме бегаш, бе? Каде, бе? Ке те јадам цел. А јас зборев за магарето што го џвакаше трабантот. 3 коли се собра, 4. Четири коли се собра, жити се. Don't just run them over, dude. Ама му се згнаа сите тројца. Брат, овој негде мцкал свинско со колава. Па со мрсни руки се подпирал на неа. Абе, само бели прашак за вакви или метак у чело. И гадни джукели, човече, да ти се насукаат вака. Да, окей. Имаме емисија да се вратиме на стандардните наши теми. Сигурни сте дека баш сакате или да продолжиме? Нервозни сте во Скопскиот калабалак која ќе заглавите? Ве фаќа нервоза? Правите тука, ви пука на главата, лелеј, ке го тепам, еј. Ау, што ќе му правев? Пробајте у ингушија тоа да бидете малце нервозни. Наскоро ќе стане и ке нас. Еве е иднината на Скопскиот сообраќај. Нема градоначалник кој може тоа да го реши. Све се naked balls наши градоначалници. Еве што не чека. Не е ауспух. Не владава ја обра. Глеј. Сите излегоа, ама со пиштоли ги гледаш ли? Ај сега да те видам. Ке го јадете. Ја само го чекам моментот кога неурозниве скопски шофери ќе почнат да го јадат. Ама знаеш како ќе го јадат? Само ќе седам, кога ќе се јавувате у емисија ќе викате Јанко ме натепаа на раскрстица и ја викам душа ме боли. Веќе бев сведок на една таква ситуација, на едно и на етење. Овој сака да помине, овој не го пушта, се тискаат заедно онака, од нервоза, знаеш, си живljаваат едни врз други. И овој му излезе и му пукаше у предните две гуми. И овој само знам дека шоферот пребледе, вака.
кататонија. Остана пола сат, не можеше да мрда. Да, извади пиштол, ој му се буташе онака насилнички со некој туарек, знаеш како. Чим вози таков некој огромен джип, мора да е некој селјо, ново компонован, не? Излезе од таму, тимо, штрак. И што ќе му правиш? Ќе излезеш да се расправаш? Што? Не, ќе дојде полиција и ќе го казни. Океј, добро. А ти? Ќе се чаламиш друг пат? Тоа ме интересира. Страшно е ова што се случува на Скопскиот асфалт. Мислам, доаѓаат луѓе... Ајде сега да не зборам од други градови кои доаѓаат кај нас. Еве ќе кажам ја како се чувствувам кога ќе отидам у некој град како Битола, Ресен. Вау! Нирвана. Луѓето бавно возат, нормално се движат, никој не пцуе, никој не кълне, никој не свири. Женски шофери нема. Да, внимавајте со дете кога поминувате, бидејќи добар дел од женските шофери во нивни инстинкти ме да не застане, значи да те прегази. Бидејќи смета ако те застане, не знам што смета. Тешко е кога ќе ја заработиш, нели како викаше во еден филм, искаче една дроца од кола со бунда. И овие доаѓаат активисти за борба за заштита на животните. И викаат, ти дали си свесна колку животни се убиени, вика, за оваа бунда? А овој вика, ти дали си свесна со колку животни ја морав да легнам за да ја добијам оваа бунда? Што правиме сега? 23:02. Време е за реклами. Доста ве расположив. Сега ќе ве не расположам. Зошто? Има весници. Тешко вас. Почнува хорор програмата, драги мои. Легнете ги децата, затворите ги прозорите, нека никој не влага, одиме со реклами, а веднаш потоа хорор, крвава програма, утрешните наслови. Направи пауза. Значи, со Јади Бурек може доле лентата за телефонит, таа кај што пише Јанко хомофоб. Пушти ја. Молим те. Лентата за телефони бе, што? Хомофоб кај што пише. Так. Вот a nice surprise, каква пријатна промена во продукцијата на Јади Бурек. Ете жолта лентичка која е преполна со бројни податоци кои ќе ви помогнат да стапите во контакт и во Хајд паркот на Јади Бурек да си го кажете вашето размислување. Кои се темите? Па еве. Откако се крсти во Јордан, Благица ќе стане Хаджи Павловска. Се откажувам од секс и од алкохол за сега. После ќе видиме. Вест насловна страна. Тоа се вика Горна камера. У наше село ја викаме Горна камера. Вечерна насловна страна, Груевски за компромис без закани. Многумина ќе паднат во депресија. Каргов заплени лекови за потенција. Ние имаме гледач на линија и веднаш ќе го вклучиме. Метјо Немец ќе го трча последниот круг, а за списоците на Миленко се огласи и Брисел. А тоа е таа јавувањето од Брисел, тоа. Да. Добро вечер. Ало. Повелете, господине, во програма сте. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете. После овие работи за Евровизијата и други работи кои малце се маргинализирани и многу не ме интересираат, а и толку и Македонија не интересираат. Сакам да кажам колку пишаните медиуми и гледаните медиуми се политизирани. Ти малце се избојуваш, не да ти дирам комплименти и зато си гледат. Еве, например, самиот дали знаеш, може и не знаеш, дека на 28, 29 и 30 тука ние бевме гости на Паневропската унија. Паневропската унија е формирана во 1923 година
со цел да обедини Европа и така трасира на повеќе од 60 години работи на пораката за голема и обедината Европа. Кој се сега Паневропска унија? Во Паневропска унија, например, председател е Ален Тонар, голем пријател на Македонија, после Бернат Посел, каде што председателот Ѓорги Иванов му врачи награда Борис Трајковски, Мартин Кап, лидер на европската десница, и тоа во ниеден медиум, единствено кажа нешто македонска телевизија и вечер, во ниеден не кажа дека 3 дена во Македонија има Пан-Европска унија, која е голем поддржувач на Македонија за Европската унија. И да го цитирам, сега, например, Бернат Посел, човек кој 3 пати бил во парламенто во Бундестагу и 4 пати во Европски парламент. Гледај што вика, Јанко. Македонија заслужуваше да добие Нобелова награда 99 година, кога прими 500.000 бегалци од Косово, кога им отвори вратата и направи најголема хуманитарна помош. И добие Нобелова награда. И за мирото на пуштење сега, например, шо тој и тој човек го немаше во јавноста. Само го момент. немаше ни во утренски вестник. Момент. Дали ме слушаш, Илија? Илија, Молим. само момент. Бидејќи го спомна ова, само да се надополнам, па ќе продолжиш. Ајде. Македонија колку стотици илјади прими бегалци? 500.000. 500.000. Само вака да ти кажам. Кога дојде бројката на 80.000 граѓани кои од Катрина отидоа во Тексас, Тексас им забрани, кој е пола Европа, Тексас рече нема веќе место, ова е премногу за бегалци. На 80.000 Тексас не дозволи бегалци од Сент Луис. Само толку сакав да го поентирам. Па за тоа Бернат Посел, значи човек кој 3 пати бил во Европски парламент и во Бундестаго, значи која доби наградата од Ѓорги Иванов, Ѓорги Иванов не му врачи така најголем пријател на Македонија, за тоа рече Македонија заслужува Нобелова награда за овој чин, овој хуман чин. Еден народ од 2 милиони народ да примиш една третина на својата територија. Значи тоа е голем чин кој треба се цени. Али зашто пишаните медиуми и гледачите гледани медиуми не му даде на Паневропската унија? И еве ќе ти кажам кои сте домаќини на Паневропската унија. Тоа сте Лепасев, синот на покојниот министер за транспорт и врски во есперската влада, и Маријан Ѓорчев, сегашниот градоначелник на општина Кисела Вода. Тие двата се организираа и се беше во ред, окей. Дојдоа десетина парламентарци, али зашто на пример А1, зашто на пример Канал 5, зашто Телма тоа не го кажа, зашто на пример не го кажуваат како е отепал со секира. Прва, како е отепал ната со секира, или како детето од 10 години умрело од слепа црева. Глупости. Абе, овие се ударни работи кои ние треба да ги кажеме, па Бера после да биде гост во сите емисии, да има интервјуа, срамота. И друга работа што сакам да кажам нешто. Пред 3-4 дена Горан Сугаревски, тој е пратеник од Социјалистичкиот сојуз, на пратеничко прашање му поставува на Веле Самак прашање. Абе, вие ништо не занесовте, никакви инвестиции нема, и сега Веле Самак, бидејќи знам таа фамилија, и имал непотизам што татко бил декан на факултетот за за информации. Добро. Абе, слушаме Горан Сугаревски. Па Самаковски Благоја што има во памето, вие цела социјалдемократска партија, што сите што се таму во парламентот, цела група немате памет колку Благоја Самаковски. Такви луѓе ни требат. Неговата фирма Микростан е светска фирма. И сега ти зборуваш непотизам што татко е паметен, е умен, затоа го ставиле декан таму да биде во окрит на тој. И се ти го споредуваш, па Благо Самаковски и Сугаревски, Горан, за тебе како Челзи и Вардар разликата. Нема да ga зелени, пратени сте бе. И Веле Самак дојде од $20,000 плата во Америка, дојде тука да работи $2,000 плата во влата на Груевски, не дојде инвестиции. Зашто рекламирале? Па и Кока-кола се рекламира, и Пепси-кола се рекламира, и Милка се рекламира и Toyota и Мерцедес без реклама. Кој ќе не знаеше нас Македонија биде прва година кога немаше војна.
Никој беше не знае. Србија беше со Сирија. И за тоа да не збориме Реже. зелени работи. Значи, ко си во парламентот треба да... Не бе, не стишавај. Дај ми знак, имам ли друг на линија. Пилевска фамилија, Пилевска фамилија. Да, те слушам, продолжи. Значи, Веле Ставак, човек кој си ја врши работата, оди види да ти кажам, Јанко, Хрватска има 400 километри море, 12 милиарди девизен прилив. Имат Кршко централа 5 милиарди девизен прилив, со Словенија си делат. Имат 4-5 милиарди евра од извоз на дрво. Бугарија има море. Србија го има Дунав, Црна Гора има море. Што имаме ние? Немаме ништо. Немаме ни инфраструктура, немаме ни река, немаме ни богатство. 1 евро да дојде тука, што вика турците берќа търсим. 1 евро да дојде. И е многу тешко се донесат инвеститори. Се донесуват инвеститори затоа што знаат инвеститорите што беше до 2006 година. Како беше судството корумпирано, знаеме со Джемеили понатаму, како беше транспортни врски кои стан се делеше на 8 души и зашто да дојдат. А ќе дојдат, луѓето се борат. Веле Ставак е, например, меѓу подобните министри во владата на Груевски и мислам дека ќе дојдат. А и да не дојдат, и 1 евро да дојде, како не дојде, дојде неколку фирми. Има време, са не може најден да се направи. Ние до 2006 година имаме држава количеше на афричко племе, сега знаете как уште не е спроведен закон за конфискација и дестабилизација. Океј, Илија, мислам дека за вечерва е доволно. Ајде, добро. Океј, ти благодарам за јавувањето. Одиме со утрински вестник насловна страна. За 7 споменици 6 милиони евра за лење. Судот ги ослободи фармерите од Сведмилк. Камион 600 тон прегазил мечка на патот кај Радика. Тројцата македонци во притвор во Израел. Двајца скопјани и кумановецот чекаат да бидат депортирани. Скопјаните Јасмин Реджепи, Сали Емин и 50 годишниот Сеат Асипи од Куманово, како и 700 активисти од 30 на земји што патуваа со турските бродови, а кои го преживеа нападот на израелските командоси, веднаш биле притворени во Аплот. Океј, одиме понатаму, имаме гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер, господин Јанко. Добро вечер, господин гледач, повелете. Од Скопје гледач. Да, повелете. Една случка денеска, наводно има закажано за вадење, за сликање за пасош. И замислите, не немаше на списокот, а закажено во месец октомври, чекам 6-7 месеци и немаше никој да ми даде објаснување зашто е тоа така. Дали ви се јавиле во другите емисии со истиот проблем? Не, до сега не. Опрв пат слушам да некој закаже, а да го нема на список. Нешто ќе ви кажам. Бидејќи, еве, и јас скоро отидов за вадење за децата пасош, регуларно се јавивме, отидовме, список, све многу безболно помина, за разлика од што очекував. Искрено да ви кажам, да, повелете. Ќе ви кажам уште нешто. Да. Имаше уште една странка со мене, она имаше платено за експресо на брзо. Да. Плати 4800 денари и него го немаше на списокот. Ме разбирате? Еве, ви кажувам, кај мене може секој слободно да се јави или да испрати. До сега не сум имал таков случај, нити некој ми се обратил лично, нити сум запознал некој кој има. Еве, се надам дека вие сте изолиран случај. И добро, и сега што правиме? Што правиме? Побарав информација. Меѓутоа, тие луѓето што беа таму за информација беа малку нељубезни, да не речам дрски, не знаеме, дојде утре во 10 сато ќе дојде началничката со неја да се разберите. Мене знаете што ми е? Не бришат од списковите, мислам, а стават други линкови на нашите места. Реку ред. Тоа ако би го правиле веднаш ќе имаше море поплаки кај мене. Тоа би било... Ќе појдам во 10-11 сата. Тоа би било. Не, вие треба да имате некаков доказ дека сте свртеле на тој број и дека сте пријавиле. Тоа е целата работа. Од октомври не можем да најдем доказ. Да, јасно ми е. Сега замислите ќе ми закажат нов термин, може би за 3 до 4 или 5 месеци. Да, и сега ќе биде вашиот збор против нивниот, бидејќи никој нема доказ.
А ја вистиот ден закажав и за лична карта, па ќе проверам дали има и за лична карта. Да, видите, паметно е тоа. Проверете. Ви благодарам, ако има некој случај. Нема проблем, важно. Да потврди оно што се случува. Важно, гледайте вие да завршите работа, тоа е најважна работа. Ама да не се случува, мене ми е страх дека се прават некои игри, да не речем. Бриша некои, стават други. И може би не е така, може би грешам. Меѓутоа, мене лично ми се случи тоа денеска и чекав саат и по 2 сати за джабе. Слушај, како гладни кучиња чекаат од А1 и од време да се случи такво нешто и веднаш на насловни. Барем ќе го најдовме у некој од опозицијските медиуми како критикан кон власта. Ме разбирате? Не може да се сокрие таква работа. Тоа сакам да ви кажам. Значи, ако има такво нешто, брзо ќе го намирисаат. Па сега... Ама ја мислам, бидејќи нема, секој ден сум со вестници и позицијски и опозицијски и на вести, не, ако не се јавил кај мене, може би ќе се јавил во А1, ќе се јавил на Канал 5, во Телма, во Алфа, ме разбирате? Да, А нема такви примери. Денес имаше 3 случаи, 3 случаи имаше. Добро. И ќе видам што ќе ме рече одговорната таму што е на тој сектор, а повторно ќе се јавам до каде работите. Ви благодарам за јавувањето. Благодарам. Лека ноќ и пријатно. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, господјо. Јас сакам да се надоврзам на претходниот гледач. Исто да ми се случи и мене во петокот на 28. Имав закажано за пасош по редовна постапка во 18:45. Добро, господјо, значи ве немаше на список. Да не идеме со детали. Да. Да не ги замараме гледачите. Значи, отидовте и ве немаше на список, така? Да. Добро, и што направивте? Се јави ми рекоа да се јавам во кол центар. Се јавив, рекоа дека ќе проверат во сабота. Во саботата не проверија, не ми јавија по СМС. Се јави вчера повторно. И остана на тоа дека ќе проверат. А дали ќе проверат или не, ќе видиме. Значи, уште не е проверено. А сакам да напоменам дека 2 пати проверив, датата ми беше потврдена. Значи, додека отидов на сликање, не ве слушам. Добро, немаме си изгуби врската. Не, кажете, одиме со следниот гледаш, ништо не престаневте да зборите. Океј, ја разбравме ситуацијата. Одиме понатаму. Одиме со джингл. Океј, морав да проверам во режија дали има некој проблем што се изгуби комуникацијата. Ворете сега, мислам дека ќе немаме проблем да ги слушнеме и другите гледачи. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, се јавува тука гледач од Крива Паланка. Повелете, господине. Се надоврзувам со гледачите преходни пред мене што беа двајца. Добро, и? Сакам да се наврзам, ова е срамота што се дешава во Република Македонија за овие пасоши и лични карти. Чекаме за сликање така по месец, два и така натаму. Еве, јас сум, да кажам, од прилика државјанин на Република Бугарија. Пред некој месец земав болгарско државјанство и таму не се чека за сликање, за лична карта и пасош. Ако сте бугарин, 5 минути и не чекаш никој ред за закажување. Океј, ако сте бугарин, зошто вадите македонски пасош? Шо ке ви? Па зошто, да кажем, оприлика нема никаков ред во тука во Република Македонија. И затоа што нема ред, вие станавте бугарин? Па да, така. Треба да си преземе... Браво! Честички, бугарска пропаганда. Ви благодарам, многу честички. Нешто соодветно да им пуштиме на овие луѓе, вака као поздрави честитки за сите што стана зема бугарски пасош затоа што не можеле да чекаат месец дена за македонски. Морам да им кажам дека трогнат сум овде до солзи, мислам како можевте вако величествен чин да направите. Браво, браво. Да земете, стварно, во право сте. Мислам, боле да си бугарин, нели?
Одлична работа. Одлично, супер. Да ми се јават и други што земале бугарски пасош. Добро вечер за следниот гледач. Ало. Добро вечер, повелете. Добро вечер, Јанко. Дали имате бугарски пасош? Не. Зошто се јавивте у емисија, па немојте ве молам. Се шегувам. Повелете. Па овие за бугарски пасош чекаат по 2-3 месеца, таму и му се пучат на бугарите. А за наш македонски му е да чекат му е многу. Секој си има... Да, слушам. Слушате? Да. Значи за бугарски пасош чекаат по 2-3 месеца и му се пучат таму на бугарите. А за наш македонски не му се чека. Не му се чека. Значи... И тие нека бидат бугари, нека одат бугари, нека живеат. Се тука. Знаеш, понекогаш се замислував кој ќе ми плаче некој и ќе ми рече Јанко, заради работа морав да заминам, земав, деца ми беа гладни, тешка ситуацијава, ќе умрев од глад, политички азил, морав да бегам од Македонија, жена ми е бугарка или маж ми е бугарин, па еве одлучивме бугари да станеме овона. Али до сега, у моја кариера, 9-та година ја терам емисијата, не сум слушал некој да си ја продаде душата, да си го смени она што е, да си плукне и врз гробот на своите предци и да стане нешто друго. Апсолутно он го има тоа право, нели? Да. Апсолутно тоа е негово право, туку причината зошто тоа не ми е... Ова е страшно. Страшна работа. Да. Ја чекав од пријавување некој си 4-5 месеци, искрен да бидам, ама останав глуп, ни на крај памет не ми беше и јас да извадам бугарски пасош. Не знам зошто. Не знам зошто. Бугарите барали наши пасоши да имат. Не знам зошто. Еве, стварно имав и ја како сите други си се пријавив, си чекав, си дочекав, али у ниеден момент не ми текна. И гужви сум гледал и за лична карта, и буткање, и тискање, и све, и така али стварно чудна работа. Ненормални ли сме јас и вие, господине, што ете не земавме бугарски пасош? Па сигурно така мислат. Да му даваме пари да не дават пасош бугарски. Треба сме ненормални. И да не дават пари, никош не би се прекврстил бугарски пасош. Ви благодарам за јавувањето. Исто и вас, Јанко. Емисијата е супер и терај. Вика, вакви гниди како овој од Паланка не ги пушти у програми. Јас се извинувам. Не можам да филтрирам. Пријатно ви реков. Извинувам. Режија бе? Режија, има проблем нешто со миксетата? Вакви гниди како овој од Паланка не ги пуштај во програма. За жал, ја не можам... Уствари, за радост, ја не можам никого да филтрирам. Може било кој да се јави и да каже било што сака. Ја дури откако ќе каже можам да го исклучам, ако и треба да го исклучам. Ама веќе откако е кажено, па џабе го исклучиш. Вака барем да му видиме колку памете, нели? Може би е паметен човек, па ќе научиме нешто, нели? Зашто, како, Азис, ова, она, што те привлекло, Азис болje пие од Боки, може би, не знам. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете, господине, во програма сте. Сега се вклучив јас во емисијава и видов, слушнав односно еден што вика дека земал бугарски пасош, поради тоа што чекал ред многу овдека. Јас сум албанец, на вистина се чека ред овдека многу, но не може тоа да биде, како да кажем, разлог или мотив за да некој отиде таму и да земе бугарски пасош. Значи, другар албанец, еве, тебе на памет не ти паднало да станеш бугарин затоа што треба да чекаш многу долго за пасош, така? Не. Мислиш дека тоа не е доволна причина?
да човек... Не може тоа да биде причина за да отиде некој да земе бугарски пасош или било како. Јас имам и косовски пасош и македонски. Иако сум чекал ред, дека никогаш сум кажал дека пради редот, сум земал и друг пасош во Косово. Како е у Босна? Рековте босански пасош имате? Не, косовски. Косовски. Како е таму за чекање за добивање пасош? Прашувам чисто, немам информација. Дали се чека сега? И таму се чека исто како овде. И луѓето се трпеливи? Овде, Дали косоварите стануваат бугари затоа што мора да чекаат? Не. Не, а? Не доаѓа во предвид тоа. Не доаѓа во предвид. На вистина тој крај таму открива Паланка, па по моје мислење од да не генерализираме. Ромица, се малце можеби запоставени. И можеби нивно мислење ако земат бугарски пасош ќе излезат во странство, ќе работат послободно, ќе видат што знам. Тоа сега се укина визите за нашите пасоши. Да, и стварно ја сега... Нека нека работа да видиме како ќе се работи само. Стварно сега нема никаква потреба да вас задужиш. Нема никаква потреба за бугарски или било како друг пасош. Сега скоро исти услови имаме. Иако за граѓаните од Бугарија важи некоја забрана дека не можат да работат, не им даваат зелени картони, она дозвола да работат во други европски земји, бидејќи ја преплавија Европа со работна сила, нели? Не, тие ја преплавија Европа со незаконски вработувања таму кои што ги вршат со нив. Работат поевтино од другите таму што работат, од самите, например, германци. И затоа Европската заедница реагираше. Ќе поднесат некое барање за 3 недели, ќе им дадат некоја дозвола за да работат, но имат право да работат 2 месеци и ќе се вратат назад. Значи сега за 2 месеци да отидеш некаде да работиш во странство и тоа не може да биде разлог за да земеш некој бугарски пасош. Така. Но има интересна работа. Тоа што си македонец не ти исклучува да можеш да имаш 2 пасоша, и косовски и македонски, така? Ни Косово, ни Македонија не бара од тоа да се откажеш дека си косовар или дека си македонец, така? А видиш, у Бугарија треба да потпишеш и стануваш бугарин, тоа не можеш да останеш веќе македонец. Или албанец, или било што. Тоа го имам слушнато лично од бугарин, кој мене лично ми предложи, вика, доколку би сакал да станеш бугарин, може веднаш да добиеш пасош. Но воопшто не ме интересира таа. Значи, у светот не е проблем да си има двојно државјанство, да имаш 2 пасоша, можеш да имаш македонски, можеш да имаш македонски, германски, или американски, или француски, италијански, или македонски, српски, и грчки, и што ти ја знам. Ама, овие пасоши не ти барат, не грчкиот се извинувам, го ставам на страна. Ти може не ни треба толку. Да. Не, сега више не. Сега више не. Сакам да кажам дека не бараат од тебе да се откажеш од она што си, да се откажеш од твојот пасош, од твојата земја, од твојата нација, од твојот народ. Добро, ти благодарам за јавувањето и фала ти за појаснувањето, вака. Фала, поздрав, многу тешко се добива врската. Една вечер исто така пробав кога ви беше на емисија за време на конфликтот се зборуваше. Имав нешто тогаш да кажам, но не успеав да добијам врска, така да здрави. Ако кажете сега за конфликт, за кој конфликт? За конфликтот 2001 година? Да. Слободно кажете сега што ви лежало на душа. Ако не е тема. Лежеше на душа тоа дека некои гледачи македонски се јавува и вика дека албанците се криви за она, албанците се криви за ова работа, за други, што знам. Криви се сите другари. Криви се тие по високите функции таму кои што дозволија да дојде до такво нешто. Јас сум бил во редовите на УЦК. Мислиш дека беше фингирана војната? Дека политичарите ја направија? Дека да беше до народот, немаше да се спука народот меѓу себе? До народот немаше да биде до тоа. Да седеја. Ова ми е доволно од тебе што го чув. Ти благодарам за јавувањето. Како вика? Овие нулаши снајперисти, деветкари со пасошиве, не ги пуштај. Во Србија се чека само 15 дена, немој да ги браниш неспособниве.
да се прекрстат Зоран Талер да биде Малер, а Милчин Гнилчин. Миленко пак го таманат на А1. Зошто паничиш? Ја не паничам. Китка ми вене, мува не ме лази, што би рекол опозицијскиот лидер, или ич уво не ме чуе. Пола Македонија има бугарски пасоши, не е трагично, ни отидоа парите за зелени картони. За зелени картони. Браво. 903-та, кажете му на Даме Груев. Слушај, станавме бугари заради зелени картони. Браво. Внимателно со воведувањето на етиката во образование. Во светот на голема врата влезе етиката на СМ, МУН, секташко учење. Им се може, бе. Кој ќе шира, тој профитира. Сето тоа е со добра замисла само да ги направат нашиве деца геј и да ги одродат од својата вера. Нели? Пошто све тоа би било живо, среќно да бидете било што по вероисповест, само да не бидете православни. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Гледач од Куманово. Куманово, повелете Куманово. Да, ве поздравувам. И сакаме, мислам, да збориме реално сега. Вака, за овие бугарските пасоши. Јас сум албанец. И ги имам поминано тие кладови, например, како ќе го спомнувате Паланка и Кнатова. Не знам дали ги знаете во кои околности, кои услови има тие луѓе таму. И второ, дали знаат луѓето дека сега, например, во сегашната плата денеска, токму Љубитар Випанов дигна тоа подрачје таму. И целото тоа подрачје ја испушти и целите фабрики ги затвори. Само он да живее. И како луѓето да немат разлог да вадат, например, бугарски пасоши. Они веќе 20 години трпат. Тоа треба да врачите, господине Јанко. Ја ништо не реков. Зашто јас и ти Јас имаме реков да дека јадеме. секој има право да си се определи како сака. Ако некој без разлика на тоа. Ако некој сака да биде бугарин и да престане да биде македонец, тоа е негово право. Да. 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 А Може некој албанец ќе се откаже и ќе стане бугарин. Не ми се верува дека од албанците некој дека тоа така толку лесно ќе се откаже. Значи кај албанците нема сиромашни, гладни. Не зборувам дека нема сиромашни. Да? Без разлика на тоа. Значи само македонците може да се продадат, а албанците не може да се продадат. Не верувам дека само Македон. Кај нас е потешко, например, зашто кај нас не се прашува само јас. Јас имам, например, татко, дедо, дали се сакат они. А кај македонците е, например, друго е. Не се прашува дедовци или татковци. Сам ќе одлучи тој и ќе иде ќе земе бугарско државјанство и готово. Значи, не смееш ти своје главо, тебе ти дувнало, ти се дигнало и ќе викаш, види, ја одлучив бугарин да е. Ти треба, значи имаш почит спрема татко ти, спрема дедо ти, а? Токму така. Затоа зашто јас може да земам бугарски или некој друго државјанство, ама дома веќе нема враќање. Нема враќање. Така. А тебе ти е, како да кажам, а ти сакаш да си останеш дел од фамилијата, да бидеш со твоите, така? Па секако. Они ме ствареле, ме чувале, ме школа, оно, друго и се, сега јас така на крај за некој обичен документ да се откажем од нив. Никако не доаѓа тоа во обзир. Алал да ти е. Второ, тој гледачот пред тоа не сакам да коментирам многу, што рече дека политиката е направена така за 2001. Само едно ќе ми кажам дека има луѓе кои се работеле по 20 години за тој ден да дојде. Што значи тоа? Еве така, како например, 20 години лидерот на албанците, господинот Ахмети, работел за тој ден. Аха. Не знам колку го сваќате. Да дојде не може да биде политика за една година или 2 години некој ќе фаќа оружје и ајде.
Значи, на планина. значи, ово малце лошо звучи. Знаеш зашто? Затоа што исклучуваш дека албанците воопшто имале намера да со демократија, со граѓански начин да се борат за своите права, туку било одлучено пред 20 години да биде војна и крај. Не, погрешно ги тумачиш ти работи. Па сега еве те прашувам јавно, значи не си исклучен, така? Ја поставувам не си исклучен, ти оставам да кажеш. Туку викаш 20 години се работело да дојде тој ден 2001 да се направи војната, така? Да. Значи, ако некој планирал војна, не планирал со мирни средства да го направи тоа. Значи, дефинитивно било војна уште пред било што да се одлучи. Па ние се трудевме, се албанците се труделе со мир, со ова, никој ще бидуваше со мир. Па морате на тој начин, например, да се фати оружје за да дојде до тоа. Ама еве сега ти викаш дека било одлучено уште пред 20 години војна да има. Па сега, зборам ја само за самостојната ова Македонија, тоа уште од порано. Например, сама Југославија, се знаат за сите народи во Југославија бил добро, само за албанците не, а да албанците да одат на печалка, вака, пространство, ама и сепак денеска најдобро не испадне на нас. Иако што бевме пространство, денеска сме подобро. Само да ја повторам реченицата. Во бивша Југославија на сите им беше добро, само на албанците не им беше, така? Да. Океј, друже, ти благодарам за јавувањето. Фала и на вас. Лека ноќ и пријатно. Пријатно. Друже, не прави само трабант, него Варбургот многу појако рн, море да јуриме на кај кине, ќе визуеме чери. Ран-тан-тан-тан-тан-таран-тан. Имам бугарски пасош и не сум за менување на името. Ти си го сменил името, друже, менувал или не, со бугарски пасош тешко дека ќе имаш и право за глас. Нека земат бугарски пасоши и нека се претопат, ама ќе ги видам кога ќе ги протераат од Македонија и ќе мора во Бугарија да се пресела. Праша ги тие со бугарски пасоши, дали се за промена на името на државата, предлагам да се прекрстат и така натаму. Добро. Одиме со следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете, господине. Еве уште еден албанец, ова беше еден албанец, мисля, че. Мераба? Мераба. Сакав да зборувам околу името. Околу името, добро? Сакав неколку вечери да ве добијам, ама никако да ве добијам. Знам дека си побожен, веруваш во Господ Јанко. Добро. И ќе ти кажам нешто. Јас би бил албанец што би излегол. Извини што ти вртам грб. Да македонското име само под еден услов. Да? Да ми се извинат македонците што не ми дозволиле на мојот син да му го дадам името кој што го сакав. 3 пати ме тера да го менувам името. 88 година. Интересна работа. Не можеш да најдеш, Јанко, албанец во Скопје. Како сакаше да го... Истражувачи. Слушај, само секунда. Да, добро, повели. Албанец што е роден 88, што се вика Арбен, Албан, Берат, Енвер. 3 пати го менував името, на крај му го дадов Енес. Знаете шо? Тоа е тешко и боли. До каде сме биле угнетувани и сега мене ми е криво зашто имате притисок да го менувате името. Знам ја што да се менува името. Господинов што е министер за правда бил во таа влада. Значи во тоа комунистичко време, добро знаеме кои се наследниците на тоа време, добро знаеме сега кој треба да ти се извини за тоа. Верувам. Така. Сега наследници, сите се наследници, сите викаме дека Македонија постои 45-та, која сакаме да постои 45-та. Не, збориме за кој е наследник на тој режим предходниот. Па знаете што, гревовите, можеби, долговите ги плачете вие, тие што ги правиле порано. Сега сметките дошле за плаќање. За жал, ја уште на новокомпонованите комунисти им ги плаќам гревовите и треба и им ги трпам гревовите. Па сега Јанко, нели,
што гостин го прашавте, од каде дојде војната? Не падна од Марс? 3 пати да го менуваш. Нема албанец што се вика Арбен, Албан, што живе во Скопје, што е роден 88 година. Знаете што е тоа? Тоа е катастрофа. Во денешно време, да му го кажеш некому, кога го зборував во оваа страна, се чудеа. И сега, јас ми реков, ама, знаете што? Ја не викам дека вие сте го направиле тоа, или ова влада. Ама нема доблест да се излезе, да се извини. Да се извини. Што некој мој... Нема да ти се извини тој. Тој никад нема да ти се извини. Затоа јас... Тој нема никогаш да ти се извини. Да ве подржам. Ама да ти кажам, тој што треба да ти се извини е и за промена на името. Не, видите. Немој сега, не можеш мене да ме ставаш... Ама не можеш да ме ставаш мене наследник на тој режим. Не можеш. Затоа што тоа не бил национален режим, тоа бил партиски режим. Кој е наследник на тој партиски режим? Денеска имаш партија која е наследник. Ја не сум член на таа партија. Немој сега риблја чорба да не ти ја пуштам песната, не сам комуниста. Јанко, тогаш речете дека Македонија постои 1991. Нова држава формирана во 1991, не пред 2003 години. Сакаш да кажеш? Бидете поздравени. Добро. Не мора се навреди, ама знаеш како? Кој ќе ви се спомне знамето, ви се крева косата на главата. Не можеш да го споредуваш така, затоа што тој режим кој го правел тоа, тој треба да ти се извини. Не е тој исчезнат режим. Значи, не е тој исчезнат режим. Тој режим постои во облик во демократијава денеска како политичка партија. Не можам ја во негово име да ти се извинувам. Да немаше таа приказна што сакаш да ми ја кажеш, кога отиде германскиот канцелар во Кнесетот и побара прошка од израелската држава, од евреите, за злосторствата во Втората светска војна, да, ама во Германија нема фашизам. Све што е фашизам исчезна со Хитлер. Пријатно. Така, значи, Македонија, кога се ослободи од комунизмот, не се ослободи потполно. Тој си продолжи да си живее во нивните наследници, неимоти и така натаму и така натаму. Тие што го спроведуваат тој режим и денеска дури од опозиција успева да ги матат сите работи. Не е фер останатите граѓани кои страдале од истиот тој режим по други причини и по други правила, тоа е Тони Михајловски ќе ти каже, татко ми вика, мораше вика како селанец да остане селанец. Какво дозволување да се школува, да мрда и така натаму и така натаму. Земи вика партиска книжка ако сакаш ти, и уште во тоа време беше. Само за активисти. Тие идеа децата им студираа во странство, наследува и станаа фини и културни, а овие други вика ние останавме селјачишта, затоа што не можевме глава да кренеме. Многу е јасна работата, друже албанец, ама ако сакаш ти тоа така да си го гледаш, тоа е твој проблем. Ама само ја имам должност да ти го кажам моето мислење. Не зборам од име на мојот народ, нити од лева партија, нити од десна партија, од моје. Ја тој режим не го поддржував и не го протежирав. Нити сум бил дел од тој режим. Денеска имаш наследник од тој режим. Ке си отидеш, друже, извинување ке си бараш од Бихачка. Таму треба да речат, извинете за све беле. Али Жерновски, кога цела Европа бараше и подпиша декларација за жртвите, да се осуди комунизмот во минативе земје, само Македонија гласаше против. Нивно право, може, ама дали е фер плей игра? Не е фер после да кажеш македонскиот народ да ти се. Нема што народ. Точно се знае наследникот на тој режим треба да ти се изведе, затоа што народот тоа не ти го правил врз твоето дете да не ти дозволи, туку ти го правил режимот кој и денеска жив во друг демократски облик, кој рекоа дека сме ние наследници на комунистичката партија на Македонија и така натаму и така натаму. Така да и нивните гревови, но и нивните доблести, они си ги заслужија, па и имоти, па и средства и што ти ја знам што. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Повелете во програма сте.
Сме во програма? Да, повелете. Вака сега, внимателно слушав изјави на другата етничка група и имам еден чуден доим дека и тие страдале како и ние. Сега ќе ви кажем, јас дојдов сум во Скопје од гостива. Другари имам, албанци, доктори, директори, сегашни, поранешни, така да. Приказните се многу интересни. Да речем една приказка од мој колега, вели, дојдоа ми побара 10.000 евра или синби. Пушките се тука, пред очи, пред нос. Што? Ќе се противиш? Не. Кого го плячка? Повеќето албанското население. Лојане, Склупчане, како што беа жариштата, така си беше плячката. У суштина, војната беше прво плячкање, па после политичка корист. Фарбање, препакување од едно во друго. 99 година дојдоа, во Македонија косовскиот конфликт видоа дека има парица, си се вратија со пушки. Крај на песната, нема многу филозофија тука. Ич, каква филозофија, какви бакаш, каква политика, какви чиста плячка. А после се пакуваме во политика. Тоа е тоа. Добро. Се во однос на наследниците сакав да кажам нешто. Кажете. Види, Јанко. Полека малку наследници на комунизмот нема. Ама немаме ни капиталисти. Значи, naked balls. Ни од комунизмот се откажуваме, ни го прифаќаме капитализмот, реално. Значи, naked balls. Абе, не, било која политичка партија. Така е тоа. Тоа е принципуција и еволутивен развој. Не си во право. Сега, еволуција е таја, така, не можете вие наеднаш да се промените. Дека има еволутивно, степ па дека има денеска живи наследници во облик на активна партија, на активни партии како наследници на комунистичката партија има. Тоа да ми го негирате. Да, точно, Слободан Угриновски, да. Не, да. не. Се слагам. Не, Титови леви сили нема врска. Они не наследија ни имот ни ништо. Кој го наследи имотот на комунистичката партија? И тоа сериозен имот. Збориме за канцеларии, за трансформација, тачно е тоа. Тачно е тоа, да се слагам. Така да, мислам, да сме најасно. Да, туку тоа си беше комунистичка партија која што се трансформира во Социјалдемократски сојуз. А не. Не. Од таа комунистичка партија произлезе и Социјалдемократски сојуз и ВМРО. Јанко. Добро, и ВМРО. Љупчо комуниста. На МАГ. Да. 89-та година, ноември месец. Окей. Јас бев таму заедно со Гане покојни, со Љупчо Георгиевски, со тите таму дишани, колку бевме, еден куп. Сите они беа во комунистичка партија? Па тоа такво време беше. Сите беа во еден ешалон. Ја не бев никогаш член на комунистичка партија, никогаш не сум ни сакал да видам. Тоа нема везе, за мене беше смешно да се делат на луѓе на поголеми или помали, малцинства, мнозинства и тоа е заради тоа не сакав да бидам комунист. Никогаш не сум ни бил. Меѓутоа, кога се почна вриежот, во тој компот ставаме од комунисти се споделија. Едните отидоа во национално, другите отидоа во југословенство, третите отидоа во реформа, комунистичка реформа. И на крај таа цела папазјанија сега се искристализира две партии и една трета средна. Во еволутивен аспект гледано, тоа е нормален развој на демократијата. Од еднопартиски во повеќе партиски. Тоа е сосема нормално. Друго е прашањето кој колку може да си ги оствори сопствените идеи, па му смета другиот. И социјалдемократите има апсолутно мнозинство, се испокака. А и овие исто. Нема да ја доживеат слична судбина ќе видат. Не се трчат со една нога, со две се трчат. Разбираш? Добро. Не може да трчаш со една нога, склицкаш со една нога, а со две се трчат. Значи ти треба и опозиција заради контрастот. Ти благодарам за јавувањето, за среќа, за жал.
Во другите земји опозицијата се обично позиција и опозиција не се комунисти и десница, туку се обично либерали и десница. Кај нас малце поинаку. Малце за комунистиве да ги возбудиме. Slobodno je uzmi, nisam komunista. Nisam komunista. Nisam komunista. Nisam komunista. Nisam komunista. Океј, продолжуваме со емисијата. Не, стварно нема што да се расправа со луѓе. Ако има спротивен став, само пушти му песна. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете во програма сте. Нешто слушам вечер овдека, не се слагам баш. Секако имате право. Еве сега ќе ви кажам еден пример. Нели имаш пријателчиња ти од Детройт, од Австралија, преку Skype што ти се јавуваат, нели? Така, добро. И завршува нели разговорот со твоите пријателчиња и се јавува еден тип по емисија и вика, вика, што ми се прави, вика, овој патриот, заминал за Америка, за Австралија, земал тамо друг пасош и ти у старт го сечеш и му викаш, еј, чекај, па тој ради некој зорт отишол таму, ради фамилија, ради една, ради друга. Ама тоа не значи дека се откажал од тоа што е? Да. Ама види, и овој што земал бугарски пасош, ма јас немам бугарски пасош, ама ќе ти кажам, ама го направил тоа некој зор. Дали кола да купи, дали да отиде до Европа да си најде полесно работа. И зашто сега го правите греф? Ако земал или предал... Ја не реков греф. Кој го направи греф? Со која реченица ја го направив греф? Една реченица извадете ми со која... предавник. Извинете, господине, ќе ви исклучам. Ниеден момент не сум рекол предавник. А вакви спинои не можете да ми правите. Прво, срамота е да го изговорам ова. Срамота е, лажете. Прво, не сум рекол за никого дека е предавник, нити сум го искритикувал за тоа што станал бугарин или бугарски пасош. Да, го прашувам зошто. Другите што коментираат, не можете мене да ми го накалемите. Еве го кој еден дебил, вика, на премиерот му си скривија нозете од лаги, а ти многу го браниш. Океј? Кажи ми ја реченицата со која ја бранам. Ајде извади ми ја таа реченица, молим те, од емисија, сними ја све, прати ми ја и ја ќе извадам, верувај, ќе отидам, ќе побарам пари за рекламата што сум му ја направил на премиерот и ќе ви кажам колку пари сум му земал за тоа. Чиста работа. Пошто онака сакате да лепите тие етикети, знаеш, мислам, така сте учени. Океј, дел од ама приберете се, фактите друго збора. Зошто ги... Ало, извинете, што е заштитена врста мечки се, што па не сме никој да ги спомне. Прво, ја не ги спомна бугарскиот пасош. Го спомнаа гледачите. Гледачите изреагира на јавувањето. Што сакате? Јас да ги бранам? Нити бранам едните, нити бранам другите. Што си ја ишкате молецот од капата? Што ви е проблемот? Јанко ви е крив? Бре, смешни сте. Одиме со следниот гледач. Дали ме слушате? Не. Кој ќе го исклучите телевизорот? Господјо, значи, многу дупка, чекам 5 секунди, ја ќе поставам прашање. Добро вечер. Ало, добро вечер. Еве, одлично, сега ме слушате? Да. Повелете во програма сте. Само едно би сакал да изреагирам. Да, повелете. Целиот коментар вечерва е стувишен за тоа што прво и основно вината е во нашето Министерство за внатрешни работи. Постои закон и законот кажува двојно државјанство едино може да се добие само со прекуокеанските држави. И тоа не се практикува, а кога би се укинало по автоматизам на сите овие што имаат бугарски или српски или албански, косовски пасоши и кога би се преброиле сите ние овдека, тогаш ќе видиме, затоа што треба со тој автоматизам на укинување на државјанствата, ќе ги изгубат сите привилегии во Македонија. И ние затоа имаме движење на гласачко тело и ред работи. Интересно. Не се виновни луѓето.
МВР треба да си ги прочешла законите уназад од 90 и сега да не се лажам, 4-та или 5-та година да го најдат законот. И да се суреди сето тоа според закон. Така. Хрватска го практикува законот. Ако некој сака државјанство хрватско, мора да се откаже од другото. Бугаринот значи го практикува тој закон. Така. Србинот се уште на мала врата некако тоа го протнува. Македонецот воопшто тоа не го користи. И ние ги имаме проблемите внатре во нашата држава и во нашата куќа. Интересно. И би сакал на вистина веќе таа администрација во МВР да проработи како што треба да проработи, а не само да идат на работа и колку да се земе плата. И после ние кукаме или народот меѓу себе се јадеме и се караме. Така. Значи, според вас, како, предпоставувам дека го знаете законот не дозволува двојно државјанство, така? Не дозволува. Не дозволува. Едино двојно државјанство може да се добие со прекуокеански земји. Ама ја колку знам, сите овие што земаат бугарски пасош немаат никакво, они се бугарски државјани во Република Македонија, веќе не се македонци. Нигде не фигурираат како македонци. Зашто не се извршени во нашата држава? Зашто имаат се уште привилегии? Да, и зашто имаат право да гласаат? Па тоа треба да се укине. Токму тоа и се слагам. Истото треба да се случи и со српските, и со косовските, и со албанските пасоши, и со све. Така, значи тој што има македонски пасош, тој може да гласа. Тачно. Така. Тој што е жител, што е државјанин на Македонија. Така, така. Значи, ако е таков законот, зошто ние немаме доблест да го спроведеме? Па не знам, тоа треба да размислат повисоките кадри. Не го знаев ова како податок, предпоставувам дека е точно, не сум сигурен, но само излекувам заклучоци од оно што го кажувате. Да, затоа што сум се информирал многу години уназад, и јас сум го дознал тој закон, ама никако не се применува. За жал. И затоа ние имаме овдека и движење и на гласачко тело или, ајде сега да не бидам грешно разбран, исти луѓе гласат во Косово, гласат во Албанија и обратно. Од Албанија имат македонски пасоши или Косово има македонски пасоши. Добро. И после они се можда некој 7 или 8 милиона, македонецот ќе остане со милион. Кај сме што правиме? Океј, ти благодарам за јавувањето. Ви благодарам и ја на вас. Фала и за објаснувањето, не знам дали е точно, тоа допрва треба да го провериме. Да видиме. Санџакли сакаат да не скараат со пријателскиот еврејски народ. Јанко, комунизмот беше совршен систем, ама не беше добро изведен. Но и днината е кон комунизмот. Одиме натаму. Што се буните за бугарски пасош? Нашата држава 20 години не држат затворени како робови. Народот си бара излез. ВМРО и СДСМ го направија тоа со народот. 20 години не можат да направат држава и сега нашите јаки патриоти се бунат. Нас на македонците сите ни сметаат, и албанци, и бугари, и грци, па што сме ние? Што беа нашите родители комуњари, колку се сеќам и ти ја поддржуваше СДСМ на почетокот. Драг мој пријателе, да идеме на суд, еве, те канам, и да ги изнесеш податоците врз основ на што тврдиш дека моите родители биле комуњари и јас сум поддржувал СДСМ. Ќе мора да го докажеш тоа. Еве, ја првин ќе те замолам доброволно, а после бидејќи јавно го изрече, тогаш ќе барам, ќе инсистирам да го докажеш тоа. Да видиме како тоа. Што сум јас поддржувал и врз основа на што се овие податоци. Станете българи и веќе сте Европа со сите бенефиции. При доделување на државни станови, колку бодови добиваа комунистите? Да не беше комунизмот, денес гаќи ќе немаше да имаме на себе, а животот се живееше подобро. Барем школството и здравството беше квалитетно и бесплатно. Сакам да те прашам, во кое време ти се школуваше, раснеше и живееше, па сегаш фрлаш камења врз комунизмот? Камо пак да се врати тоа време, сите имаа барем леп да јадат, а не како сега? Пак повторно ви викам, која е тоа реченица со која јас фрлам камења? Ако јас не сум комуниста, тоа за вас фрлање камења, луѓе бре мои, вие тикови ли имате, бе? Што вие? Идете ли, посетувате ли невропсихијатар, бе? Се слушате ли? Или ја пуштате емисијата и си имате свој диалог во глава. Тоа е страшно. Тоа се лечи.
Мене ми од корист емисијава да ја гледаат и комунисти и нисам комунисти. Така да јас сум чист капиталиста и против никого немам. На парите од спонзорите ништо не пише дали е лево или десно. Добре дојдени сте сите. А ја немам членска книжка од ниедна партија. Ниту имам намера да земам. Се потпишав ја у црква, земав кај шеф од горе, ја не смеам у партија да идам. И да посакам, нема шанси. Така да, мене не можете да ми лепите. Извинете, јас знам дека проблемот, нели, зошто врхушката, зошто Ичуво не ми чуе, даде забрана за неговите сопартици да доаѓаат во емисијата. Бидејќи мене што на ум, то на друм. Не може да ме контролира. Ја, ако е нешто окей, окей. Ако не ми е окей, не ми е окей. Али ти тоа да го лепиш дека е, не знам, ова или она, тоа е твој проблем. Тоа е ваш проблем. Јас знам кој сум и што сум и кому му припаѓам. А сигурно не припаѓам на ниједна партија. Знаеш што? Ке се видиме кај... Тогаш, како вика, нема да има тајни. Све ќе стане јавно. Нема ништо тајно да не... Нема ништо да остане тајно. Све ќе биде јавно и сите се ќе дознаат. О, какво добро време. Добро иде. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Вака, прво. Кој комунизам зборат сите овие до сега? Тоа квази социјализмот со Тито што го имаше? Тоа е далеко од комунизам. Добро, социјализмот па го викаат комунизам, така. Готово, крај, нема врска со да, крај, нема врска со комунизам. Нема врска со комунизам. Да, социјализмот е марксизам, бар една година знаеш што е комунизам. Социјализмот е капитализам со една партија. Океј, може. Ја и ти сме учеле у комунистичко време секоја част. У социјалистичко? Да. Така, не у комунистичко, нека биде по вие писмени. Така. Имаме добри моменти, сигурно и ја и ти, тоа не е за жал. Ја уопште не се откажувам од сите мои добри и лоши моменти. Тоа е мојот живот и ја не сум плукнал на него. Епа да, ама види, у тој социјализам татко ми направил куќа. Да. Не бил член на партија. Така е. Може твоите стекнале некој динар секоја час ако се трудили и работеле, не биле членови на партија, ама сега сите ќе видиме така декларирани. Така, татко ми беше успешен. Гледаш што ти прават? Успеа да постигне нешто во животот, не беше партиски определен. Кога стана најуспешен, комунистите почнаа да го гонат тогаш. Не ми беше тоа поента. Не, комунистичката партија го прогонуваше тогаш, иначе... Али можеше бар нешто да се направи. Да, така. Сега ќе се надоврзам на ова темата за песошите. Апсолутно нема место да напаѓаме никој. Не зборам ти дека ги напаѓаш, пошто гледам дека има многу патриоти што се јавија локал патриоти. Значи секој со своето мислење. Немојте да се вадите на мене. Значи ја ви давам и на едните и на другите да си го кажат своето мислење. Никого не осудив јас. Ја немам пасош бугарски. Така? Не сакам да имам. Ја, значи, тој сум што сум. Но ја по 10 пат сакам на копитава што неќе да им влезе у глава. Велам, секој има право да се определи што сака. Сакаш да бидеш бугарин? Океј. Сакаш да бидеш србин? Океј. Без оглед што си бил претходно, тебе ти е загарантирано тоа право. Сакам да те прашам. Да. Господинот ќе се јави и што каже дека има косовски пасош, така? Босански пасош, да. Не, косовски, извини. Што не каже дека има косовско државјанство? Така, сигурно има и косовско државјанство. Како можеш пасош без државјанство да земеш? Да, предпоставувам. И овие луѓевостите се со двојно државјанство. Така. И тој гласа и тука и таму. Имаме луѓе со германски пасоши? Чекај, интересна. Дали тој гласа и тука и таму? Да. Има право и тука и таму на глас. Па тоа во ред ли е? Па не знам, затоа има меродавни органи. Поента беше што имаме луѓе со австралиски, со германски, со француски, со италијански, со косовски, со српски пасоши. Господинот Долаверски убаво си го употреби куманало. Никој не е
буквално тема на разговор, само луѓе во со бугарски паспорт. Фала му на господинот што кажа дека има луѓе у Паланка и у Кратово што по 15 години ништо не работат. Затоа барале од Бугарија нешто може. А зашо не барале, например, од Хрватска? Зашо од Бугарија? Па зашо има на 10 километри тука до дому? Па добро, на 10 километри и Србија. Па не ви кажу, пошто тој завод трговиште према Бугарија и тој е неразвит. Еве го, зошто албанците идат, например, во Грција, не идат во Бугарија? Зошто македонците не идат во Грција, туку идат во Бугарија? Тука се постари корени, Јанко. Аха. Знаеш каква беше политиката со муслиманите на Бугарија пред 20 години? Како ги протеруваат турците, се сеќаваш? Добро. И уште нешто, а вака пошто те гледам на многу теми, си кажи како можам ја да извадам бугарска дозвола? Молам? Како можам ја да извадам бугарска возачка дозвола? Мене ми е вулгарно дури и да знам да ти одговорам на ова прашање, а среќен сум што не знам. Види што се дешава. Ја чекам месец и пол само да ми ја дадат. Добро. Минати сликања и редови и глупости. Сега нема дозволи во Македонија, човече Божи. Месец и пол чекам да ми ја издадат дозволата. Зошто тогаш не смениш, еве, стани бугарин тогаш, што да ти кажам? Не знам, што и како се дешава, се ова е ирелевантно што го спорат луѓе. Така. Не знам зашто се палат на вакви работи. Така. Што да ти кажам? Голем човек си, не ти треба некој да ти соли, сам си знаеш што ќе си правиш у животот. Јас си одлучив што ќе бидам. Значи, ја ќе си ја истрпам маката што ја трпели и мојот татко, и мојот дедо, и мојот прадедо, ќе си останам македонец и ќе се трудам да ја правам Македонија подобра. Сите незини срања, ја не можам се откажам. Што да ти кажам? Јас сум таков глуп селјак, не можам се откажам од македонец и ќе се трудам се ова што не чини, бидејќи и јас го живеам. Ја не сум човек во високиот дворец лишен од сите овие проблеми. Оваа секојдневница ја ја живеам исто со вас. И се трудам да ја направам подобра. Ете, тоа е мојата заложба, ништо друго. Али кај тебе има една разлика во однос на другите, пошто еден од овие господава пред мене што се јави каже дека мора татко му да го праша за бугарски пасош. А ти си расчистил сам со себе, ти сам ја одрешаваш, така? Па, да ти кажам, можеби од слични причини како и тој гледач, од огромна прочит спрема моите предци, спрема моите родители, спрема она што ми го дали и како воспитание, мислам дека дури и да ми е полошо, не би се осмелил на такво нешто. Не, апсолутно не. Не би можел, еве, прво тоа би ме кочало, еве, да ти кажам, меѓу останатите работи. Еве. Апсолутно. Оти не знам како би можел да отидам на гробот на мајка ми и на татко ми, а да се откажам од тоа што сум и да се откажам од нив де факто. Не знам што да ти кажам. Друго ми беше збор со тоа пасошите. Да. Се надоврзав со дозволата. Едноставно кај нас со овие бирократски глупости толку не уцепаа, а народот од друга страна економски почна да страда. Так. Да едноставно више не бира. Така ли? Значи, ја потполно те разбирам, но што викам? Ти благодарам за јавувањето. Потполно се согласувам. Бидејќи јас сум некој дете од онаа поп, хипи, рок култура, каде што главна фора беше не анархија, туку јапи систем. За жал и јапиевците отидоа јаба, ама мене многу ме фасцинираше јапи система. Значи, јас сакам да носам искинати фармерки, сакам долга коса, сега неам затоа што не остана многу, нели? И така да се носам и да слушам таква музика и тоа да ми биде главна занимација, не знам, Цепелин, Purple, Floyd, Beatles и што ти ја знам, Депеш Мод, ама и нормално ми смета системот како е поставен. Ама не станувам анархиста, иако ги поштојам анархистите, они викаат све, па да почнеме од ново. Ја викам да влезеш во системот и да почнеш однатре да го менуваш. Сега финтата е, кога влегуваш у системот, па ти се усладуе и се позиционираш и така натаму и така натаму. Тоа е многу зезнато.
Затоа ја, например, во оваа држава прво што би забранил подмладок. Партиски подмладок. Значи, ништо под 18 години да не сме да има партиска активност. Кај нас тоа е ужас. Значи, ја разбирам, нели, подмладок на СДСМ, подмладок на ВМРО, ама од 18 години нагоре. Не под 18 години. Под 18 години млад човек треба да се занимава со Radiohead. Треба да слуша Дилан, бунтовнички песни. Треба да слуша Linkin Park. Треба да гледа филмови кои се дел од неговото време. Нели, као Матрикс. Кај го спомнав Матрикс? Се сеќавате на браќата Вашовски, режисерите на Матрикс? Да. Енди и Лери Вашовски. Нема више. Сега е Енди и Лана Вашовски. Дај ја фотографијата. Да, драги мои. Ова е Енди, а ова е некогаш Лери, кој стана Лана. Си го смени полот. Катастрофа, мојот најубав филм. Бубе. Но, што да ви кажам, човекот си одлучил така и тоа е негов избор. Као што, нели, некој сака да биде маж, некој сака да биде жена, некој сака да биде бугарин. Нема проблем. Секој си одлучил што си одлучил. Океј, бидејќи искрено више не ми се слуша за пасоши бугарски двојни државјанства, мислам дека се завршивте. Можеме малце, еве, режија, абе одеднаш се станува ли педер? Од два пати. Може ли ке мене исклучок, ке се жртвувам еднаш и да станам? Па да ми тргне у животов и мене, доста па вака не се трпи. А? Ке ме сака, ке земам и бугарски пасош, ке земам Азис на мајца, после на еден ке ме сакаат, нема да ме викаат ова, она, а? Идам, дај документи!